кога ветеринарите и лекарите делуваат заедно за да спречат префрлање на одредена болест помеѓу луѓето и животните. Тоа се вика едно здравје. Токму на оваа тема разговараме со Неда Кузмановска, студент во 5-та година на факултетот по ветеринарна медицина во Скопје. Добре дојде. Добар ден. Така, значи здравјето на животните е еднакво битно колку и здравјето на луѓето и токму денес разговараме на оваа тема со тебе. Најпрво да ни објасниш што всушност значи едно здравје. Кои се предизвиците и која е идејата за формирање на ваков концепт? Концептот на едно здравје пред се представува една соработка помеѓу различни професии од ветеринарниот сектор, од хуманиот сектор за здравје, како и биолози и еколози кои што би се вовеле во соработка и би пронашле заеднички решенија кон проблемите кои што ја демнат денешницата и здравјето на животните, луѓето и животната средина. Така. Ветеринарната медицина како научна дисциплина нели се повеќе се вклучува во концептот едно здравје. Значи како всушност делува овој концепт? Ветеринарната медицина пред се грижи за здравјето на животните во целиот концепт на едно здравје, но преку тоа се грижи и за зоонозите, за нивна ерадикација и контрола, но сепак не се фокусира само на здравјето на животните, туку и на нивната благосостојба, затоа што во поново време се повеќе се дава акцент на благосостојбата и на добробитието на животните и дека е исто важно колку и нивното здравје. Така, кои се предностите на овој концепт? Предностите на овој концепт би биле тоа што би биле приморани различни професии кои можеби до сега не би соработувале, да пронајдат заедни решенија, нови научни достигнувања да се постигнат и да се подобри општото јавното здравје. Така. Кои зоонози постојат кај нас? Па првенствено да кажеме што се зоонози, тоа се заболувања кои што може да се пренесат од животното на човек. Зоонозите може да бидат од различен тип, да бидат вируси, бактерии, габични заболувања, паразити и слично. Има доста зоонози, морам да кажем, кои живеат, постојат во различни региони. Кај нас од поважните би ги издвоила бруцелозата, бактериско заболување и туберкулоза. Туберкулозата кај нас нема толку голема опасност моментално, затоа што децата се вакцинираат уште од самото раѓање против туберкулоза, а на животните се врши, зборувам за големите животни, за преживарите се врши туберкулинизација, каде што се испитува нивниот дали дошле во контакт со тој причинител, доколку да, се оди понатаму, значи животното се праќа на кланица, доколку е соодветно за употреба, се проценува од страна на официјален ветеринар, односно ветеринарен инспектор, доколку се добија дозвола за понатаму користење на било какви продукти од тоа животно, истите се одделуваат и се користат или трупот тотално нештетно се одстранува. Покрај тоа што би било интересно, например, за жените, исто така токсоплазмозата постои кај нас. Тоа е паразитарно заболување кое што се пренесува од мачки, паразитира кај дивите и домашните мачки, а се заразуваат и луѓето и предизвикува абортуси кај плодот, кај жената, затоа што паразитот живее во самиот организам на жената и кога ќе се сретне со плодот го смета како нешто што не би требало да биде во неговиот дом, го напаѓа и го отфрлува, да. Освен тоа, интересни би биле, например, рингворм инфекцијата. Сметам дека луѓето кои чуваат животни најчесто се сретнале со неа. Исто така најчесто се пренесува од мачки, но може и од кучиња. Тоа е дерматофит кој што живее на кожата и сам не станува збор за никаков црв, туку името рингворм го добило од самата инфекција што изгледа како кружна, да речам, изгореница од цигара, која што е малку поголема, не предизвикува некои поголеми промени, освен што кај имунолошки компромитираните единки може да се појави генерализирана инфекција на целата кожа и изгледа доста лошо. Се лечи со одредени антигабични препарати. Ехинококозата кај нас исто така е многу важно заболување. Животните се третираат против ехинококоза, домашните миреници најмалку 2 пати месечно. Луѓето може да се заразат преку
на различни начини преку ехинококозата и најголем проблем представува тоа што народски кажано глисти, не самото присуство на глистите во гастроинтестиналниот тракт, туку појавата на ехинококови меури, кои што може да на различни начини да пукнат и да предизвикаат инфекција. Така. Сега на кој начин се пренесуваат сите овие болести? Дали преку контакт, можеби преку храна? Кои се начините на пренесување? Има навистина многу голема веројатност за заболување од сите овие зоонози, затоа што заболувањето доаѓа од различни начини. Најчесто е за токсоплазмозата и ехинококозата се пренесуваат преку фецес. Децата за жал се најподложни на тие заболувања затоа што често играат во двор, во трева, допираат разни работи кои што потоа може да ги ингестираат и така да се развие заболувањето. Кај одредени заболувања се пренесува некои од овие се пренесуваат и аерогено. Например, од бруцелата најголема опасност да се заразат е оние кои што работат со анимални продукти. И луѓето би се заразиле со јадење на млечни производи или пиење на недоволно или неправилно пастеризирано млеко, преку манипулацијата со месо кое што подоцна може да се пренесе на кујските површини. Исто така и најголем дел од заразите произлегуваат преку јадењето на салати. И сега ова не значи за угостителите, туку општо, да речам, општа опасност е дека недоволно во таквите каде што има брзо работење, неправилно и недоволно се мијат салатите, јајцата и овие паразити остануваат на нив и луѓето без да знаат ги внесуваат и подоцна се развиваат овие зоонози заболувања. Така и месото недоволно термички се обработува, секако, се пренесува или така. домашното колење, припремањето се случува луѓе кои што приготвуваат тартар бифтек, мислат дека знаат да го приготват дома, уствари тоа подлежи на навистина различна, не термичка, но различна обработка и се пренесуваат исто преку недоволно термички обработено месо. Така, сите болести нели се лекуваат оние бактериските со антибиотици, исто како кај луѓето нели се употребуваат и кај животните. Меѓутоа, истото како кај луѓето, ќе повторам, може да создаде нели резистенција. Што во тој случај? Антимикробната резистенција за жал не значи само за бактериите, односно дека антибиотиците повеќе не делуваат бактериостатски или бактериоцидно, туку антимикробите може да бидат и паразити, вируси и габи, кои што со својата репликација и со својот живот нашле начин да ги сменат своите рецептори и да се заштитат од тој антимикробен препарат и да створат резистенција и тој антимикробен препарат да не делува на нив повеќе. Например, антибиотиците навистина биле многу големо откритие во минатото и помогнале во борбата против одредени заболувања, но антимикробната резистенција се развила поради нерационална употреба. Например, и кај луѓето се случува при најмало заболување кога одат на лекар да им се препише антибиотик без да се изготви антибиограм, без да се направат дополнителни испитувања, па згора на тоа луѓето кога ќе им се препише одредена терапија со антибиотик, например, земаат 2-3 дози, не целата доза, и кажувам кај луѓето затоа што најлесно е да се сфати дека истото се случува и кај животните. Истото тоа довело до антимикробна резистенција на целата популација луѓе и животни и сега моментално Светската здравствена организација антимикробната резистенција ја смести дури во првите 10 закани кои што моментално постојат по здравието на луѓето и животните. Така, тоа е поврзано, нели, здравието на луѓето со оваа резистенција, така. Дали сега, нели, коронавирусите кои што се моментално актуелни ги напаѓаат животните? Овој коронавирус кој што постои сега моментално, не ги добиваме многу такви прашања, например сопственикот е заразен позитивен на COVID-19 и не прашува дали нивниот миленик може да се заболи. Значи миленикот не може да се заболи, не развива симптоми како сопственикот, но може да биде преносител исто како што може да биде секој друг објект, чаша, маса или било што, доколку патогенот се задржи на миленикот, па тој го пренесе на некој друг кој што не е позитивен во фамилијата преку допир и слично. Додека кај животните корона заболувањата
Постојат, еве да кажем, кај милениците, затоа што сега собствениците се најзагрижени, постојат корона заболување, но не овој COVID-19 конкретно, затоа што е тоа цела фамилија на вируси, името како што знаеме сега сите читаме и на сите ни е јасно дека името доаѓа од самата форма на вирусот која што личи како круна. Кај кучињата постои коронавирус кој што предизвикува гастроинтестинални заболувања, гастроинтестинални проблеми. Може да се манифестира со лесна диареја, со повраќање и слично, но доколку не се препокрие со друго вирусно заболување, например како што кај нас е многу често парво заболувањето со најголем симптоми, најопасен е крвавиот пролив, доколку не се препокрие со таа болест, најчесто проаѓа лесно, дури асимптоматски, собствениците дури можеби да не го приметат тоа заболување. Но сепак доколку постои шансата за преживување е висока, со флуидна и симптоматска терапија поминува лесно, додека кај мачките малку потежок е овој облик на корона болестите, односно се работи за инфективен перитонитис кај мачките. Тоа е високо, мислам, доста заразно заболување, кое што најчесто се појавува во домовите каде што се чуваат повеќе мачки. Дали, например, некои шелтери или одредени одгледувачници кои што чувале такви мачиња со инфективен перитонитис, тие го шират преку својот фецес и другите миленици мачиња, особено помалите или оние кои што имаат нарушен имунитет, може да се заразат. Ова заболување, инфективниот перитонитис, се јавува во две форми. Сува форма која што не предизвикува насобирање на течност во абдоменот и перитонитис, но тој може сепак да прогресира во инфективен перитонитис и собствениците да приметат зголемен абдомен. За жал, и двете форми се доста фатални за мачињата и може да се даде потпорна терапија, да се изврши пункција и центеза на абдоменот, но сепак шансите за преживување се навистина многу мали, дури 90% од животните угинуваат од мачките. Каков е третманот при овие заболувања? Кај кучињата, терапијата кај короназаболувањата е чисто симптоматска, да се намали диарејата, да се надополни дехидрацијата кај организмот, додека кај мачките навистина само палијативна терапија е нешто што би го олеснило преостанатиот живот кај мачињата. Значи сега актуелно речи се секаде зголемен број на бездомни кучиња, како да се третираат тие? Морам да кажам дека бројот на улични животни, колку и да сакаме да го негираме тоа, е поради самите несовесни собственици кои што неправилно се соочувале со леглото на својот миленик во минатото. Сега постојат заблуди дека кај собствениците дека куќето или мачето би сакало да стане мајка или татко, значи тоа не е точно, тие немаат такви емоционални притисоци, туку тоа е само чисто хормонски нагон кој што го доживуваат. И многу собственици, например, го дозволуваат да се случи тоа, миленикот да остане гравиден и потоа, значи тие мали мачиња или кученца ги пуштаат на улица, ги фрлаат, потоа тие се размножуваат. Освен што се размножуваат и се зголемува бројот, се шират и многу зарази меѓу нив. За жал, пошто еве јас имам мачори, сум малку посвесна за тоа, кучињата се поголемиот проблем затоа што им сметаат на луѓето, но мачките, уличните мачки се навистина во многу поголем број, а тие шират и дури повеќе зарази од кучињата, затоа што се хранат, тие се ловџи, се хранат и со глувци кои што се најголем резервоар на болести. И самото тоа предизвикува многу проблеми кои што можеби луѓето не ги гледаат во моментот, но сепак постојат и се случуваат. Како би го избегнале луѓето ова или како би помогнале да се намали проблемот е со кастрација или стерилизација на миленикот. Со тоа, освен што помагаат да не се создадат улични животни, туку и му помагаат на миленикот затоа што негова природна потреба е да се спари. Доколку не се случи тоа, се дешаваат одредени хормонални пореметувања во организмот, како например
пиометра, рак на простата, во подоцнежните години може да се случи и смртни случаи поради овие пореметувања. И значи со самото кастрирање и стерилизирање сопственикот навистина му помага на миленикот и му го продолжува животот. Така и сега, за да не се создаваат овие проблеми, нели, со зголемен број на кучиња бездомни, предпоставувам треба да има одговорно сопствеништво, секој кој што нели ќе се одлучи да има миленик да не го пушти надвор, така. Колку би помогнало чипирање или некаков си закон кој што би регулирало? Чипирањето постои од пред некое време кај нас и чипот значи не е локацијски уред, туку тоа е идентификационен уред. Многу сопствениците мислат дека може да се следи миленикот, за жал не може да се следи, затоа што тоа не е GPS, туку миленикот добива како свој матичен број, кој што се скенира, секој ветеринар си има скенер, и тој единствен матичен број се заведува во системот за храна и ветерина и ги поврзува миленикот и сопственикот, односно името и презимето на сопственикот, матичниот број и миленикот, каде што секогаш доколку се случи да се украде миленикот, да се изгуби, некој доколку го донесе на ветеринари, тој број се пише, излагаат сите податоци и миленикот може сигурно да се врати кај вистинскиот сопственик. И сега, нели, голем дел од населението има миленичиња дома, нели, кучиња, мачиња и различни други. Совет за крај како да го чуваат здравјето на нивното милениче, а со тоа и сопственото здравје. Најважна е хигиената, мислам дека сега доволно е потенцирана. Да се миленикот да се грижиме свано за хигиената на миленикот. Еве за мачките на пример, доколку дефицираат и уринираат внатре во песок, навистина да се обрне внимание на тоа, затоа што преку фецесот се шират најголем дел на заболувањата, да се чисти, доколку излегуваат надвор, да се чистат шепичките, да се бањаат милениците навремено, секако во со соработка со ветеринарот да се праша дали да се употребат одредени препарати, да се внимава на вакцините, затоа што тие се навистина важни, исто како што помагаат во антимикробната резистенција, односно да не се појави болести, да не се понатаму, да не се аплицираат одредени препарати, значи да водат евиденција за редовната вакцинација и при секоја промена на миленикот да не се консултираат со одредени пријатели кои што чуваат миленици имале слични симптоми, туку навистина директно да побараат совет од ветеринари. Во најголемиот број од случаеви проаѓа со лесна терапија, дури и никаква, само со совет или со промена на храна и би се зачувало здравјето на миленици. Ти благодарам многу на разговорот. Благодарам и вас.